Да, се враќаме во емисијата со нашиот гостин, господинот Љупчо Георгиевски. Дојдовме некако до економијата. Господине Георгиевски, еден од, не знам, најголемите шокови кои се случи во последно време, тука е предомислувањето на премиерот Заев за прогресивниот данок. Значи, една мерка која беше, да речеме, окосница на политиката на СДСМ, еден од главните економски термини кои ги користеа, на крајот се предомисли и повторно го враќаат ранниот данок на Никола Груевски. Гледайте, јас можам да ја кажам дека уште кога почна да го прават новиот данок, ние изјавивме во соопштение, мислам дури гостувавме на телевизија, баш во 24 часа, кај што изразив незадоволство од новиот данок кој сака да го воведат од скалистиот данок и со многу аргументи јасни кои денеска гледам самите тие при публикувањето ги кажуваат, значи се потврди тоа што не само јас и многу други бизнисмени и економисти го кажуваа во тоа време. Знаете, мене ми пречи во целата таа работа и мислам добро што го повлекува, затоа што верувам дека тој данок направи една голема непотребна бура во целата бизнис сфера во нашата држава, не само кај бизнисмените, туку и кај странските инвеститори кои сакаат да дојдат. И најверојатно, и ја слушав и министерката за финансии, тие веќе оперираат со негативни финансиски показатели од тој данок, значи никаков финансиски ефект нема од тој данок, затоа што нели под мотото да собереме повеќе пари испаѓа дека помалку пари се собираат, од едноставна причина што бизнисмените наоѓаат начини како да ги трансферираат парите во други држави и таму да се ги подигнат, или па воопшто да не ги подигаат, да чекаат некое подобро време. Меѓутоа, она што мене ми пречи во целата таа работа, јас ја поздравувам екипата на господинот, на премиерот Заев, на Кочан Ѓушев и уште делот, така наречено, нели што го сега викаат бизнис крило што го напаѓаат во владата, затоа што штетите ако беа дочекани крајот на годината ќе беа уште поголеми, а исто така не можам да не се спротивставам на оние пак критичари кои постојано, нели од кога се објави тоа, напаѓаат. И она што ми е жал, што многу малку слушам аргументи од другата страна, а аргументите се многу јасни и тие се недвосмислени. Не е аргументот само во цифрите што покажуваат дека тој закон нема скоро никаков ефект во буџетот на Република Македонија, туку проблемот е во тоа што сега на таа една група повторно која се наоѓа на левицата или на лево од лево, не знам како да ја наречам, зборуваат со аргументи кои се чисто идеолошки, а не приоѓаат од аспект на едноставно ефикасност. Што е тоа што носи квалитет во македонската економија, а што е тоа што ја уназадува македонската економија. И сега, ако слушате во последно време, имате вие еден постојано напад сега врз бизнисмените, врз богатите, така што ги нарекуваат во Македонија. Значи, има еден атак кај што повторно бизнисмените се некои лоши во Македонија, треба да им се земат пари, уште повеќе. И тоа е една прилично непријатна ситуација која, за жал, може би владата на СДСМ од некаква прва идеолошко годување влезе во една замка, а сега очигледно има критика во самото собствено крило. Па да, тука повеќе е проблемот политички. Сето вие што го зборувате, да, можеби што го зборува министерката е економски оправдано. Јас не навлегувам, но тоа се истите аргументи кои противниците на прогресивниот данок ги употребуваа пред да го воведе СДСМ, кој жестоко ги бранеше своите позиции. Тие не го слушаат. Да. Истите работи сега они ги кажуваат. Гледайте се вака. Значи, прво, значи, вчера токму на ваша емисија тука имаше некои економски експерти и сега кажуваат аргумент, вика рамниот данок е неправеден данок, затоа што сега да речеме ако 100 евра потроши сиромашен и 100 евра богати, сиромашниот ќе плати 18 и богатиот ќе плати 18 и дали со тоа е неравноправност. Мислам, се кажуваат аргументи кои едноставно не држат вода. Се напаѓа рамниот данок како некој не знам каков неправеден, при што се заборава основната математика.
Ако некој заработил 1000 евра, 10% од 1000 евра Е 100 е 100 евра. Ако некој заработил 100.000 евра, 10% е 10.000 евра. Меѓутоа, не е само таму. Ајде сега да ја погледнеме платата. Значи, на една плата од 200 евра, знаеме какви се горе-доле давачките, меѓутоа еве денеска поборав од еден книговодител да ми извади што, затоа што има и такви плати во Македонија, еве ако некој зима 12.000 евра плата во Македонија. Што тој дава према државата? Значи, 1600 евра дава према пензијскиот фонд. Е сега, ако имаме предвид дека пензијата и на тој бизнисмен може да биде максимум на крајот 500 евра или 600, не знам колку е сега ограничена пензијата, значи тој го части пензијскиот фонд секој месец со над 1000 евра, едноставно без никакав возврат. Истиот тој ќе плати према здравство скоро 700 евра од таа плата. Ако имаме предвид дека еден таков бизнисмен никогаш нема да иде на државно, туку ќе оди во приватна клиника, исто така го почастува Здравствениот фонд на Република Македонија. 100 евра дава само за вработување и конечно персоналец дава 1350 евра. Значи, од тие 12.000 евра, тој скоро 4.000 евра ги дава како даноци. Да не зборуваме дека претходно морал да плати уште 20 до 30.000 евра на името на фирмата, за да едноставно може да ги даде тие пари како плата. И ние сега влегуваме во еден абсурд и маваме и правиме непријатели таму кај што нема. Едноставно, сметам дека таа структура на луѓето се бори против погрешен непријател. Наместо да прашаме, чекајте бе луѓе, колку ја наполнивме државната администрација, колку пари колку наполнивме во државните предпријатија, колку трошиме пари за безврска преку влада, една, друга, трета влада, ние сега го напаѓаме основната гранка од каде произлегува целата економска моќ на државата. Значи, за мене мислам дека тоа е една парадоксална ситуација во која сега влегуваат одредени крила на СДСМ за да покажат некаква социјалдемократија, а некои од тие го преспаа времето на приватизацијата, го преспаа времето кога се укинуваа работничките права и се она што се правеше во Република Македонија. Да не зборуваме за обкружувањето во кое се наоѓаме. Ајде да ги погледнеме сите држави околу нас. Сите држави, освен Грција, за која не знам како е, имаат пониски даноци од Република Македонија. Зашто зборувам? Ние со кој се бориме? Ние кој капитал сакаме да го привлечеме? Јас ќе ви кажам едноставен пример. Значи, во Македонија, сега, за собственик на фирма, за да извлече пари е негде околу 25%. Плюс сите овие други давачки што треба да ги даде. Во соседна Бугарија е 10 плюс 5%, 15%. Една година ја следиме битката на Volkswagen, каде ќе инвестира $1,5 евра за новата фабрика, која ќе вработува 1000 вработени. Знаете дека и Македонија беше на почеток во игра. Да. Знаеме дека Македонија прва отпадна од играта. Значи, после отпаѓа Романија, Хрватска, Србија, се бореше до скоро и на крајот остана Турција и Бугарија. Знаете која е разликата што ја понуделе субвенциите во субвенциите? Сега излезе денови информацијата. Бугарија понудила 250 милиони евра субвенции, Турција понудила 400 милиони субвенции. И сега ние зашто зборуваме? Значи, ние практично, Бугарија и Турција се луди што на богаташите од Volkswagen им нудат 400 милиони евра субвенција, а ние тука дискутираме за некои средства кои не се мерат со ние на држава во регионот и правиме атмосфера на линч према една структура која е единствената структура која прави економија и која придонесува нешто према Република Македонија. Знаете, многу е лошо кога ние правиме политика заради тројца луѓе што ги мразиме. Знаете, јас ова што го зборувам оди во корист на Хари Костов, на Страшо Ангеловски од Гранит, на Штејро. Можеби јас приватно тие луѓе не ги сакам. Меѓутоа принципиелно сметам ние дека треба да имаме данъчна политика не за тие тројца луѓе, треба да имаме политика која ќе донесе
Бизнес и од странство, зашто сите земји се борат да донесат капитал од страна? Кој капитал ќе ти дојде ако ти одиш со некоја политика, даночна политика која него воопшто не му е атрактивна, не го привлекува? Конечно, кога зборуваме за бизнисмените, бизнисите и богатите во Македонија, значи од сите тие stručњаци можат ли да го погледнат годишниот извештај на Стопанска комора да видат дека првите 50 фирми по профит едва има 10 македонски фирми, сите други се со странски капитал? Што сакаме и тие да ги избркаме фирми од Македонија? Мислам дека целата таа дискусија е една, за мене, за моето сваќање на економијата, абсурдна. Значи, ние, а што на крајот ќе им помогнеме на луѓето со тоа што ќе ги земеме парите од економијата? Нема да им помогнеме. 5 талентирани министри, целиот приход ќе го соберат у корупцијски сделки. Да. И повторно немаме никаков резултат од целата приказна. Да, господине Георгиевски, ни истече времето. Ви благодарам за гостувањето во телевизија 24. И благодарам и вас, се надевам дека отворивме интересни прашања. Да. Почитувани гледачи, следевте уште една анализа, се разбира, останете со нашата програма, следува информативниот блок.